Високите температури, но и ненадејните временски промени со летни бури и пат на температурите ризик за посетителите на планина. Спасителите апелираат на поголема внимателност до љубителите на природата, за максимална предпазливост, движење само по обележани патеки, носење соодветна опрема, храна, вода и телефон со полна батерија, како и навремено пријавување на движењето. Во овој период од годината најчести се ненадејните, формирањето ненадејно, значи на оние така наречени кумулонимбуси облаци од кои што имаме силни електрични празнења. Тие може да се формираат локално за многу кратко време, може да бидат проследени со грмотевици, со силен ветар, со пороен дожд, така што пред се да се информира добро за турите кои што планираат да ги или активностите да ги изведуваат на планина, да носат соодветна опрема пред се за заштита од УВ зрачењето кој што е се присутно во овој период, да бидат внимателни на метеоролошките услови, да носат доволно течности со себе на планина и облека. Охрид со планината Галичица има услови за развој на планинскиот туризам, но бара подобро редување и повеќе стручни водичи. Имаме најголем број на интервенции. Тоа е неслучајно би поради атрактивноста на Охридскиот регион, самото езеро, Националниот парк Галичица, планината Јабланица од другата страна, која станува се повеќе и повеќе атрактивна за посетителите. Многу различен вид на содржини кои што се одвиваат во овој регион, особено во авантуристичкиот туризам, секако привлекуваат поголем број посетители, а со тоа и поголемиот број несреќи кои што се евидентираат. Податоците покажуваат дека интерес постои, особено кај странските туристи, но останува предизвикот како планинските дестинации да станат попривлечни за домашните граѓани. Нина Аритоновска, Сител телевизија.